Ова се настаните од денес. До крајот на 2026 година треба да се изгради автопатот Кичево-Охрид. Незаконски е изборот на Крлеска Деспотовска за директор на Централен регистар, велат од ВМРО ДПМН, поднеле кривични пријави. Единствената жена бакарџија во Охрид, Данче Наумовска, продолжува традицијата на еден типично машки занает. Народен театар Охрид го прославува светскиот ден на театарот. Бразил и Франција ќе ја спасуваат амазонската прашума. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со сончеви периоди. Во доцните попладневни и во вечерните часови ќе имаме услови за врнежи од дожд. Максималната дневна температура изнесуваше 14 степени Целзиусови. Во четврток над британските острови ќе се наоѓа центар на широко поле на низок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и пат на дневните температури. Во крајните источни и југоисточни предели стабилно време со сончеви периоди и потопло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Во утринските часови на Балканскиот полуостров утре врнежите ќе престануваат и во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со локална облачност. Услови за локални врнежи се очекуваат во Словенија и Црна Гора. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 13 до 21 степен. Во Македонија во четврток, во раните утрински часови, врнежите од дожд ќе престануваат и во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и со пораст на температурите. Ќе дува засилен западен и југозападен ветер, а во југоисточните предели слаб југоисточен и северозападен ветер. Минималните температури се очекуваат кон крајот на денот и ќе се движат во интервал од 3 до 11 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе бидат во пораст и ќе достигнат до 12, односно до 23 степени. Во Охрид во четврток во утринските часови врнежите од дожд ќе престануваат и во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 16 степени. Во Охрид во петок и сабота сончево и топло време со дневни температури кои што ќе достигнат до 19, односно до 20 степени. Во недела ќе продолжи претежно сончевото и надпросечно топло време за овој период од месец март. Минималната температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 20 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. До крајот на 2026 година треба да се изгради автопатот Кичево-Охрид. Причина за пролонгирање на рокот за изградба се 13 нови свлечишта што се појавиле на трасата, како резултат на правичниот несоодветен проект и предвремен почеток на изградба на оваа делница, соопштија од владата. До крајот на 2026 година да се пролонгира рокот за завршување на автопатот Кичево-Охрид, предлага владата, која на вчерашната седница утврдила предлог одредби за законски дополнувања со цел склучување нов 6-ти поред анекс на договорот за изградба со кинески Синохидро. Владата на предлог на Министерството за транспорт и врски ја разгледа информацијата за потребата од донесување закон за дополнување на законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна делница Миладиновци-Штип и патна делница Кичево-Охрид заради склучување анекс број 6 кон договорот за изградба на автопат делница Кичево-Охрид и ги утврди предлог одредбите на дополнувањето. Со утврдените законски дополнувања 31.12.2026 година се предвидува како краен рок до кога изведувачот треба да ги заврши работите на оваа автопатска делница, информира владината прес-служба во соопштение по седницата. Причина за пролонгирање на рокот за изградба се 13 нови свлечишта што се појавија на трасата како резултат на првичниот несоодветен проект и предвремен почеток на изградба на оваа делница, се вели во соопштението. Предходно, како краен рок за завршување на делницата Кичево-Охрид беше утврден 31 декември 2023 година. Владата на седница пред крајот на годината усвои информација за договорот за изградба на автопатот со препорака за продолжување на активностите со доизградба и тоа преку склучување анекс на договор со Синохидро за продолжување на рокот за изведба со искористување на веќе обезбедените финансиски средства. Автопатската делница Кичево-Охрид почна да се гради во 2014 година. Изградбата на автопатот со вкупна должина од 57 километри првично беше проектирана на 374 милиони евра. За понеколку анекси на договорот и продолжување на роковите, неговата вредност да достигне околу 600 милиони евра. Изборот на председателката на Општинската организација на СДСМ Охрид, Кристина Крлеска-Деспотовска, за раководител на Централен регистар Охрид е незаконски, велат од Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Охрид. Оттаму, поради основани сомненија за злоупотреба, поднеле кривична пријава против Крлеска-Деспотовска и лица вработени во Агенцијата за вработување во Охрид. ВМРО-ДПМНЕ Охрид поднесе кривична пријава против Кристина Крлеска-Деспотовска, раководител на Централен регистар Охрид и лица вработени во Агенцијата за вработување во Охрид. Кривичната пријава е поднесена поради основано сомнение дека пријавените сториле кривични дела, злоупотреба на службена положба и овластувања, фалсификување службена исправа, фалсификување или уништување деловни книги, употреба на исправа со невистинита содржина и поднесување лажни докази, кажа денеска на пресконференција подпредседателот на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Охрид Александар Китески. Пријавените при изборот на председателот на СДС Охрид Кристина Крлеска-Деспотовска за раководител на Централниот регистар во Охрид постапиле незаконски. Крлеска-Деспотовска да одговори дали ги исполнува условите согласно јавниот оглас објавен за избор на одговорно лице за работење раководител на Централниот регистар во Охрид, односно каде кандидатот треба да има завршено високо образование, правни или економски науки, со најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен 7 степен и најмалку 4 години работно искуство во струката, од кои најмалку 1 година работно искуство во јавен сектор. Јавноста треба да знае дека согласно евиденцијата на Агенцијата за вработување, председателот на СДС Охрид нема доволно работно искуство во струката на работно место во јавен сектор. Китески ја повика Крлеска-Деспотовска веднаш да демантира дека пријавените поединечно или заедно успеале да го заобиколат системот и да каже дали како председателка на СДСМ Охрид својата партиска позиција ја има искористено за вршење притисок во Агенцијата за вработување, односно работното искуство кое го има стекнато како помлад референт за план и анализа, да го запише како економист за анализа и планирање. Дали Крлеска-Деспотовска ќе каже дека не е вистина дека согласно нејзиниот договор за вработување во јавното претпријатие Охридски комуналец од 9
мај 2012 година до 10 ноември 2017 година е на работно место референт по плани и анализи, а по завршување на незиниот мандат како директор во јавното претпријатие Градски пазар од 12 ноември 2021 година повторно се враќа на позиција помлад референт по плани и анализи, праша Китески. И во двата случаи работното искуство кое го стекнува председателот на СРС Охрид е со средно образование. Во случајот со јавниот оглас за избор на раководител на Централен регистар Охрид потребно е минимум 4 години работно искуство во струката, што подразбира работно искуство на работно место за кое е предвидено високо образование, од кој најмалку 1 година работно искуство на работно место со високо образование во јавен сектор. Што се однесува на работното искуство на Крлеска Деспотовска како директор на јавното претпријатие Градски пазар, тоа не се смета за искуство во јавниот сектор согласно членот 2 став 3 од Законот за вработени во јавен сектор. Ја повикуваме Крлеска Деспотовска да одговори пред јавноста. Дали трудовиот инспекторат на Република Македонија констатирал неправилности при нејзиниот избор и дали повел кривична постапка против комисијата која учествувала во изборот за раководител на Централниот регистар во Охрид. Дали директорот на Централниот регистар на Македонија, за да се заштити себе си и комисијата која ја спровела постапката за избор, има поднесено кривична пријава против Крлеска Деспотовска заради поднесување лажни фалсификувани докази. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН бараат веднаш пријавата да се разгледа, да се отвори случај согласно своите законски ингеренции и надлежните институции да ги преземат сите потребни мерки. Китески јавно ја повика Крлеска Деспотовска доколку изнесените наводи се лажни и невистинити, веднаш да ги демантира, а не како што рече да се крие зад партиски соопштенија по социјалните мрежи. Занаетите во минатото беа типично машки професии, но денес жените ги уриваат стереотипите. Во време кога занаетите изумираат, влеваат надеж оние кои ја продолжуваат традицијата. Тоа го прави единствената жена бакарџија во Охрид, Данче Наумовска. Таа го унапреди занаетот кој го наследи од татка си. Изработува врвни уметнички дела од бакар. Во време кога занаетите изумираат, влеваат надеж оние кои продолжуваат традицијата. Наследниците кои го напредуваат семејниот занает. Таков е примерот на Данче Наумовска. Таа е единствената жена бакарџија во Охрид. Занаетот го учела од таткој, кој цел живот бил казанчија, но и се уште и помага во работилницата. За разлика од минатото кога се изработувале казани и садови, таа денес со своите вешти раци и креативност занаетот го претвори во уметност. Од бакар прави реплики на златната маска и ракавица, но и други автентични производи со охридски мотиви. Вели доколку човек во професијата се вложи со труд и љубов, успехот е загарантиран. За работувачката, фала Богу, не можам да се пожалам и мораме со позитивна мисла. Значи, како што мислиме, така и ни се остваруваат. Се тоа е до умот. Јас имам среќа што сум во Охрид и имам побарувачка, потрошувачка. Меѓутоа, во денешно време исто така има други алатки, како што е технологијава доста развиена, може да се продават онлайн. Значи, човек кој може, кој се посвети човек на некоја работа, кој работи со срце, секако дека ќе имати успех. И многу сум, значи, исто така имам среќа и што имам поддршка од моето семејство. Уште како дете била калфа во работилницата на таткој, но пред 24 години одлучила да внесе новитети. Занаетите се ракотворби и уметност. Тие можат да бидат економски двигател, но и промотор на културата на една земја. Веќе 24-та година терам од работа ефективно, да не ги рачунам деновите кога бев со татко ми како помошник за миење, за тој работеше се веќе повозрасен во пензија, работеше казаните авитепси, секогаш бев главен чирак. Почнав првин за себе, после почнав нешто да подарувам, почнав и да продавам. Така се роди идејата полека. Години, 24 години е период. Абсолютно. Да, и во овој период јас истражував секогаш нешто ново да се внеси, нешто поинаку, затоа што
новото, интересното, поинаквото секогаш привлекви внимание. Занаетите во минатото биле типично машки професии. Биле ценети и од нив добро се заработувало. Денес голем дел се во изумирање, затоа е потребна поголема поддршка и субвенции, ослободување од даноци и слично за мотивирање на младите да се насочат кон занаетчиството. Денеска се слави убавината и важноста на театарската уметност. Темата за Светскиот ден на театарот за 2024 година е Театарот и култура на мирот. Денеска се одбележува Светскиот ден на театарот 27 март. Овој ден се слави за да се истакне важноста и убавината на театарската уметност и актерите кои не поучуваат, забавуваат и носат значајни промени во нашите животи. Темата за Светскиот ден на театарот за годинава е Театарот и културата на мирот. Уметноста, добрата уметност, успева на свој чудесен начин да ги соедини уникатното со универзалното и со тоа уметноста ги пробива јазичните бариери, географските граници на сите земји и држави и ги соединува не само индивидуалните квалитети на луѓето, туку и индивидуалните особености на сите групи на народи од сите нации. Се вели во светската порака по повод Светскиот ден на театарот, што годинава ја испрати норвешкиот писател, драматург и добитник на Нобелова награда за литература Јон Фосе. Охрид доби професионален народен театар во 2011 година на иницијатива на една мала група ентузијасти, амбициозни актери и оптимисти кои со години работеа на остварување на тој сон, на возобновување по 50 на години на театарскиот живот во Охрид. Првата представа на Народниот театар Охрид беше Метаморфози во режија на Андреј Цветановски и до денес на матичната сцена театарот одиграл над 400 представи кои ги погледнале повеќе од 50.000 посетители, изиграни над 40 премиери од еминентни режисери, гостувања и награди на фестивали, меѓу кои на реномираните Војдан Чернодрински и Ристо Шишков. На Народниот театар, кој функционира во рамки на Центарот за култура Григор Прличев и на Охрид, му е потребен репрезентативен театарски дом, но тој проект за нова театарска зграда, кој се заговара со години, очигледно и понатаму ќе чека некои подобри времиња. По повод Светскиот ден на театарот, Народен театар Охрид ќе одигра бесплатно за публиката представата Несватената цивилизација од Добри Војников во режија на Софија Ристевска Петрушева. Светскиот ден на театарот е инициран во 1961 година од страна на Меѓународниот театарски институт. Сдруженијето на дијабетичари од Охрид на 28 март ќе одржи предавање на тема бубрежни заболувања кај лицата со дијабет. Предавањето ќе го реализира доктор Даниела Мисовска-Пендова и истото е наменето за лицата со дијабет 1 и 2, но и за сите заинтересирани за бубрежните заболувања. Предавањето ќе се одржи со почеток во 17:30 часот во салата на општина Охрид и е дел од годишната програма на Сдруженијето на дијабетичари. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Во Турција се случила голема сообраќајна несреќа во која животот на лице место го загубило цело 6-члено семејство, меѓу кои и 2 деца. Камион директно удрил во нивниот автомобил. На видеоснимките се гледа како камионот уредно се движи на неговата лента и во еден момент преминува преку заштитната бариера и удира директно во автомобилот. Ударот бил толку силен што од автомобилот не останало буквално ништо, пишуваат медиумите. Несреќата се случила во градот Хатај. Возачот на камионот веднаш е уапсен. Едно лице починало, а најмалку 76 се примени во болница поради апчиња. Големиот јапонски производител на лекови, Кобајаши Фармасеутикал, изјавил дека се истражува смртта на едно лице и на десетиците хоспитализирани случаи кои можеби се поврзани поради користење на нивните таблети од ферментиран црвен ориз. Компанијата ги пријавила болестите откако доброволно повлекле 5 производи минатата недела и ги повикале клиентите да престанат да ги користат апчињата кои биле рекламирани како додатоци за намалување на холестеролот. Апчињата се повлечени од продажба и се истражува. Како што соопштиле од компанијата, се сомневаат дека проблемот може би настанал поради претходно неоткриени токсични материи во калапите што се користат во производството. Производот се појавил на полиците во февруари 2021 година. Компанијата досега продала повеќе од 1 милион пакувања, објавиле јапонските медиуми, пренесува Дневник ХР. Мостот кој вчера се сруши на пристаништето во Балтимор, откако во него удри товарен брод, е 9-то по големина американско пристаниште преку кое годишно минуваат околу 52 милиони тони роба.
Од вчера пристапот во пристаништето е блокиран и околу 40 бродови кои требало да пристигнат на пристаништето во Балтимор биле пренасочени на други пристаништа, а во него моментално биле заробени 10 товарни бродови кои не можат да излезат. И понатаму останува нејасно која е причината поради која дошло до судирот. На снимката се гледа дека пред ударот на целиот брод снемува струја, но се враќа за неколку секунди. Ниту еден од 22 членови на екипажот не е повреден. 6 загинати биле работници кои во моментот на несреќата поправале дупки на патот на мостот. Бразил и Франција започнале инвестициска програма за заштита на бразилската и гвајанската амазонска прашума. Програмата вклучува 1 милијарда евра приватни јавни фондови во следните 4 години. Иницијативата беше објавена за време на 3-дневната посета на францускиот претседател Емануел Макрон на Бразил. Макрон и да Силва ќе работат заедно за да се запре уништувањето на шумите во Амазон до 2030 година и да се помогне во забавувањето на глобалното затоплување пред Бразил да биде домакин на разговорите за климата во Белем во 2025 година. Нивниот амбициозен план вклучува развој на иновативни финансиски инструменти, пазарни механизми и плаќање за еколошките услуги, било наведено во соопштението. Двајцата претседатели во близина на Белем посетиле проект за одржлив развој за производство на чоколадо и се сретнале со домородните лидери. Почитувани гледачи, тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!